На средината помеѓу две производствени сезони, односно две реколти, земјоделците од Кочанскиот регион се соочуваат со намалена динамика на откупот на оризовата арпа и бел ориз. Ограничениот пласман на кочанското бело злато е основната причина зошто преработувачите калкулираат со откупот, а тоа се должи на присуството на ориз во Србија и Косово, кој не е кочански, а се продава како таков. Забавениот промет логично влие и на откупната политика, особено во делот на цените, кои во последните 2 месеци бележат намалување. Во неколку преработувачки капацитети денеска велат дека арпата се откупува по 20 до 22 денари за килограм, иако има исклучоци во позитивна и негативна настока. Оризот пак се откупува по 45 денари за килограм, но и тука многу нешто зависат од квалитетот, односно од процентот на влага, плевели, црвени зрна и слично. Монте и Андреја имам. Па Монте е старо семе, подобар квалитет е. Андрејата е ново семе. Има ли откуп? Нема никаков откуп. И тоа што има ценца катастрофа. Од 40 до 50 динара толку. Повечко не дават, може да се деси ако е лошо ризо и испод 40 да биде. За белио мислам. Арпата од 15-16 динара па до 20 највише. Па мислам дека фабрикантите, трговците, они ја прават цената. Они го откупат. Убиењето голема следствие прават, кршо го земат после по 12 динара го земат. И не фаќа друга работа веќе. Кршо го земат по 12 динара и после унај стават, мешат и затоа се они толку ниски после на пазарот. Одреден број земјоделци кои имаат поголеми површини, а со тоа и количини на оризова арпа, немаат намера да ја продаваат сега, туку ќе ја чуваат во очекување на повисоки цени. Вообичаено цената расте во летниот период, пред жетвата, што значи дека чувањето е привилегија на тие што имаат магазински простори финансиски се мокни да ги издржат трошоците за новата сеидба. Вкупната ситуација на земјоделците им ја олеснуваат субвенциите по единица површина, кои кај оризопроизводството достигнаа близу 500 евра по хектар. Токму оваа мерка им представува значајна финансиска инјекција на производителите да сврзат две производствени реколти.